Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со државнички политики направивме историски исчекор во остварување на стратешката цел поставена уште од независноста. Започнавме преговори за полноправно членство во Европската Унија. Се одржи првата меѓувладина конференција, подготвена е структурата за преговори за пристапување со Европската Унија. Нашата цел е до 2030 година да ги завршиме преговорите. Она што е исклучително важно е дека ги започнавме преговорите со Европската Унија со заштитен македонски идентитет, македонски јазик и посебност. Тоа е потврдено на официјалните канали на ЕУ, каде јасно стои македонски јазик, како и во изјавите на високи представници од Унијата. Пропаднаа буквално сите лаги на Мицковски. Не само што нема бугаризација, ниту асимилација, има почеток на преговори со заштитен македонски идентитет и јазик. Откако му пропаднаа сите лаги и обиди за дестабилизација, за блокирање на европската иднина на државата, Мицковски измислува нови форми за нови блокади. Оваа иницијатива на Мицковски е референдум против членството во Европската Унија, против македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Иницијативата е за негова внатрешна употреба, која нема поддршка од граѓаните, нема поддршка од опозицијските партии и нема да успее. Иако договорот е ратификуван пред 4 години, Мицковски дури сега го прави овој очаен чекор, затоа што му се тресе фотелјата во ВМРО ДПМН. Колку е очаен и лицемерен покажува фактот што токму Христијан Мицковски го поддржа договорот со Бугарија на средба со поранешниот премиер Борисов и тоа на чист бугарски јазик. Мицковски бараше референдуми за преспанскиот договор, потоа го бойкотираше и на крај рече дека го прифаќа. Иако и за овој договор лажеше дека ќе го загрози идентитетот, што се покажа дека не е така. Почитувани, два политички концепти има во нашата земја. Едниот, мнозински, предводен од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, кој што е за членство во Европската Унија, и вториот, на актуелното раководство на ВМРО ДПМН и проруската левица, кој што е против Европската Унија. Проевропскиот политички концепт носи напредок, интеграција, економски развој, а антиевропскиот носи блокади, тензии, деструкции и враќање назад. Заедно со граѓаните, Европската коалиција нема да дозволи државата да застане, ниту да се врати назад. Мицковски не може да ја спречи европската иднина на нашата држава. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.